Ова издание на емисијата на Прва Скопска, во која се подсетуваме на настаните кои беа актуелни и ја одбележаа неделава што изминува, ќе гледате. Рециклажен центар наместо дива депонија во Карпош. 1300 семејства ќе одат на бесплатен одмор. Во детската градинка Калинка во Железара ќе се воведе втора смена. Поставен билборд за прочистување на воздухот во аеродром. Рециклажниот центар на јавното претпријатие Комунална хигиена во општина Карпош од денеска ќе почне да функционира по сите европски стандарди, најави денеска градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов. На оваа локација повеќе нема дива депонија. Град Скопје преку јавното претпријатие Комунална хигиена ја расчисти дивата депонија која подолг временски период беше една од причините за загадувањето во овој дел од градот. На ова место од денеска ќе се врши селекција за рециклажа на отпадот. Ова е местото кое заедно со Момин поток беше снимано со дрон од граѓаните. Од денеска на оваа локација наместо дива депонија има рециклажен двор. Во центарот за рециклажа на отпадот ќе се врши селекција на отпадот. Она што може да биде употребено од отпадот да се врати во процесите, а остатокот како отпад ќе се депонира во Дрисла. Градоначалникот Шилегов истакна дека град Скопје работи на решавање на проблемот со загадувањето и во летниот период кога никој не ги чувствува последиците од загадениот воздух во Скопје и еден по еден се елиминираат причинителите за загадувањето во градот. Овдека и граѓаните знаат и вие знаете дека всушност се направи една голема дива депонија, преку 1200 кубици на смет, преку 300 тони. Отпад беа овдека, ова се местата на кои што граѓаните, особено од овој дел на градот Карпош, посечуваат дека во текот на зимото се палат и огнови и придонесуваше за загадувањето. Градот Скопје и тогаш кога загадувањето е невидливо, односно не толку актуелно кај граѓаните, работи на отстранување на една по една причините за загадувањето на амбиенталниот воздух и сите кои што навистина мислиме добро за нашиот град треба да бидеме дел од таа борба и за животната средина, меѓутоа и за амбиенталниот воздух. Рециклажниот центар од денеска и официјално ќе почне да функционира на начин на кој што треба да функционира и како што функционира во современите европски градови. Оваа зима во рамките на кампањата пријави оган на отворено на телефонскиот број 193. Најголем дел од пријавите од граѓаните во Карпош се однесуваат токму на оваа депонија што сега е расчистена. Шилегов ги повика граѓаните активно да се вклучат во борбата против загадувањето, да се грижат за хигиената во градот и да се вклучат во сите активности што ќе придонесат за почисто Скопје. Истакна дека проблемот со загадувањето на воздухот се решава само со континуирана и непрекината работа во текот на целата година. Шилегов посочи дека во текот на оваа година сериозно ќе се подобри инфраструктурата на градот и на јавното претпријатие Комунална хигиена, како и поставување контейнери во кои граѓаните ќе можат да го селектираат отпадот. Градот Скопје на барање на планинарите одлучи да го уреди планинарскиот дом на врвот на Водно. Овој планинарски дом е викенд свратилиште за голем број рекреативци, планинари и спортисти, гордост на градот и едно од омилените места од кое Скопје може да се види како на дланка. Овој планинарски дом долго време беше оставен на грижа на извесен број ентузијасти од планинарскиот спортски клуб Бистра и други љубители на планинарењето кои се грижеа за одржувањето на овој објект и покрај ограничените услови за негово нормално функционирање. Градот Скопје заедно со градските претпријатија ги обезбедија основните услови за престој во планинарскиот дом. Односно, конечно е решен проблемот со водоснабдувањето на домот и во употреба е пуштен новиот тоалет. Почнати се и активности за урбано уредување на просторот. Поставени се клупи, маси, летниковец, изработен е детски парк, поставени се корпи за отпадоци. Проектот за реконструкција на домот вклучува и комплетна реконструкција на кровот и двата ката и комплетно опремување на домот со цел подобрување на условите. Градоначалникот Петре Шилегов ги повика државните институции и компании со општествена одговорност да се приклучат во реконструкцијата на домот со цел Водно да прерасне во спортско-рекреативен и културно-забавен центар. Планинарскиот дом се наоѓа на десетина метри под врвот Крстовар, на планината Водна над Скопје, на 1060 метри надморска височина.
Од планинарскиот дом се гледа целата панорама на градот Скопје, Скопската котлина, Шар планина и Скопска Црнагора. Домот е оддалечен од градот 1 до 2 часа пешачење. До него може да се пристигне по повеќе пешачки патеки кои доаѓаат од Скопје и водат кон домот. Пристап има и по асфалтен пат од 4,5 километри од градот. На Средноводно има рампа и пристапот е ограничен, но може да се дојде до него и со жичарата која тргнува од Средноводно. Домот почнал да се гради во 1950 година од страна на Планинарскиот сојуз на Македонија, а предаден е во употреба во 1952 година. Со Планинарскиот дом од 1963 година управува Планинарското друштво Бистра Скопје. Становите во општина Цинтар нема да поевтинат, но во останатите општини е можно намалување на цените за некој процент. Оцени денеска Андреа Серафимовски, председател на Сдруженијето на градежништво, индустрија на градежни материјали и неметали при Стопанската комора на Македонија. Во услови на намален обем на трансакции со недвижностите, како изголемена понуда на станови, во иднина само квалитетот ќе определува цената на пазарот, истакна Серафимовски и апелираше до сите потенцијални купувачи да обрнат посебно внимание при купување стан во наредниот период. Досега побарувачката беше многу голема и се продаваа становите врз база на локацијата, а во следниот период само купувачите ќе диктираат цената на станот. Според Серафимовски, квалитетен стан секаде ќе биде скап. Ако станот, на пример, во Карпош е квалитетен, тој ќе си има цена. Поинтата е зградите кои се помалку квалитетни, а сака да ја одржат цената по која се продава во општината, дека нема да го издржат тој тренд, укажа Серафимовски. Тој најави дека Сдруженијето ќе одржува обуки кои ќе им помогнат на граѓаните да ја проценат вредноста преку квалитетот на материјалот, зашто треба да побараат сертификат од изведувачот, број на паркинг места, зелена површина. Според одобренијата за градење во првите 4 месеци од годинава е предвидена изградба на 2150 станови, што е намалување за 29,64% во однос на истиот период лани, кога биле предвидени 3056 станови. Иако во намален обем, како што укажуваат од комората, изградбата на стамбени објекти и покрај големиот број непродадени станови продолжува. Со цел да се обезбеди поквалитетен живот на граѓаните на Цинтар, општината започнува со проект за обновени енергетско ефикасни фасади. Новите фасади ќе го задржат автентичниот изглед на зградите и боите за кои последниот збор ќе го имаат жителите. По реконструкцијата, заштедите на сметките за топлинска енергија ќе бидат намалени за 1/3. На огласот кој го објави општина Цинтар беа поднесени вкупно 65 пријави, а комисијата донесе одлука во првата фаза да влезат 26 стамбени објекти врз основа на исполнети услови и критериуми. За стамбените згради кои се одбрани во првата фаза од јавниот повик, во следниот период ќе се изготвува проектна документација и во зависност од целокупната прибавена документација ќе се отпочне со реконструкција на фасадите по тој редослед. Овие згради се планира да се реконструираат во период од 2 години. Проектот ќе биде поддржан со финансиски средства од буџетот на општина Цинтар во висина од 70% од вкупниот износ од вредноста на енергетски ефикасната фасада. Ако во семејството кое живее во колективна стамбена зграда која избрана за реконструкција на фасада има социјален случај или лице со посебни потреби, врз основа на документ со кој ќе се докаже тоа, општина Цинтар ќе го финансира неговиот дел при финансирање за реконструкција. Предуслов за отпочнување на реконструкција на фасада е да бидат уплатени средства во висина од 30% од вкупниот износ од вредноста на енергетски ефикасната фасада на жиросметка на општина Цинтар. Граѓаните со ниски примања ќе добијат ваучер за бесплатен одмор од државата. Станува збор за програмата за субвенционирање на граѓани чии месечни приходи не надминуваат 22.000 денари. Според очекуваното, интерес за бесплатниот годишен одмор покажале голем дел од македонските граѓани.
Од 2 април, од кога почна аплицирањето, до 31 мај, односно до крајот на огласот, се пријавиле 1900 граѓани, од кои 1300 ги исполниле условите и добиле ваучер за субвенциониран годишен одмор. Бесплатниот одмор граѓаните ќе имаат можност да го користат надвор од туристичката сезона, а ќе престојуваат во еден од пријавените 30 на хотели од Македонија по нивен избор. Ваучерот во вредност од 15.000 динари. Граѓаните сами ќе изберат дали ќе го потрошат во поскап хотел во време траење од 2 до 3 дена или во поевтин хотел за подолг временски период. Пред да се објави повикот, за да имат право работниците со ниски приходи, значи под 22.000 денари да аплицираат, ние како Министерство за економија сме направиле меморандум за разбирање со 30 на хотели во Република Македонија, кои покажале интерес за да ги примат работниците со ниски приходи и да ги примат ваучерите што се доделуваат од страна на Министерството за економија. Сите тие хотели се објавени во веб страната на Министерството за економија и ние како Министерство сме подпишале со тие меморандум за разбирање за тие да го имат истиот сервис како и што имат и за други посетители на нивните угостителски објекти. Од предвидените 30 милиони динари, до сега се потрошени 20 милиони, што дава можност кон крајот на август да биде распишан уште еден оглас. Ваучерот за одмор може да го користат семејства во секаква роднинска врска и самци. Покрај овозможувањето на годишен одмор на лицата со ниски примања, целта на Министерството за економија е и да им помогне на домашните хотели да го зголемат обемот на работа. Имаме зголемување на странски туристи со полни 23%, споредено со јануари-април 2017, и имаме зголемување на домашни туристи со 10,8%, споредено со истиот период од 2017. Истовремено имаме зголемување и на ноќевањето во Република Македонија, што покажува дека се враќа довербата во институциите, а истовремено со транспарентно објавување на сите тие што користат субвенција од страна на државата, што можете да ги видите и во веб страната на Министерството за економија, ние покажуваме дека ние сме потполно посветени за да го зголемеме домашниот туризам, но истовремено и да им помогнеме на угостителските објекти во Република Македонија да имат работа, значи да го зголемат нивниот обем на работа и вон туристичката сезона. Општина Карпош денеска го издаде новиот број од своето општинско гласило Карпошин. Новиот ребрендиран магазин ќе излегува еднаш месечно, во тираж од 20.000 примероци, со информативна и забавно едукативна содржина на 44 страници, печатени на 100% рециклирана хартија. Магазинот ќе биде дистрибуиран до граѓаните на општина Карпош веќе од утре преку канцелариите на урбаните заедници. Покрај визуелниот изглед направени се целосни промени и во содржинскиот концепт на магазинот, во кој се овозможува повеќе простор за граѓаните на Карпош да говорат за својата општина. Општина Газибаба во соработка со приватни компании ќе ги подобрува условите во детската градинка Калинка во населбата Железара. Во рамки на активностите кои се планираат да се преземат во овој објект, за да се овозможат подобри услови за престој на децата од предучилишна возраст, ќе се заменуваат старите и дотраени прозорци и врати со нови, а согласно потребите ќе се обнови и внатрешниот дел од градинката. Покрај реконструкција на објектот Калинка, ќе се зголеми и капацитетот за 75 деца, со тоа што просториите кои сега ги користи дневниот центар за деца со попреченост ќе бидат предадени на градинката, а нов дневен центар ќе се изгради во автокоманда. Со ова, како што нагласи градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски, ќе се обезбеди и работа во втора смена во градинката. Следниот проект на кој работиме е зголемување на капацитетот на ова градинка. Односно, просторот кој сега го користат од јавната установа Меѓуопштински центар за социјални работи на град Скопје со лица за попреченост ќе биде предаден на градинката, со што ќе се зголеми капацитетот за 75 деца. Со овој простор во градинката ќе обезбедиме и работа во втора смена. За потребите на децата со попреченост, општина Газибаба и Министерството за труд и социјална политика ќе изградат нов дневен центар
за згрижување на деца со попреченост со површина од 170 метри квадрати во населеното место Автокоманда. Градоначалникот Георгиевски најави и реконструкција на основните училишта и детски градинки во текот на летниот период. Основното училиште Крум Тошев и Njegош ќе добијат нов покрив, а нови прозорци ќе се постават во основното училиште Наум Наумовски Борче. Но тековни активности за реконструкција на објектите ќе има и во останатите училишта и градинки на територија на општина Газибаба. И за градинките кои што се вкупно 2 и 11 основни училишта, во тек се тендерите кои што ги распишуваме за реконструкција и за обновливи фасади, од кои што предвидуваме дека во основното училиште Крум Тошев и Njegош ќе бидат заменети кровните конструкции, нови прозорци ќе бидат поставени и подобрени условите во Наум Наумовски Борче и во другите. Значи, основни училишта секаде имаме капитални објекти каде што ги подобруваме условите за престој на децата во образованието. Исто така во завршна фаза експроприација на просторот за изградба на градинка во населеното место Стајковци на улицата 18 на површина од 2000 метри квадратни. Градоначалникот најави дека откако ќе биде завршен овој процес, ќе започне изградбата на градинката, која според планот предвидена е да започне во месец август. Во индустријската зона во Момин поток, градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев, заедно со градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов и директорот на јавното предпријатие Водовод и канализација Душко Висковски, денеска се сретнаа со повеќе стопанственици, сопственици на фирми кои работат во оваа зона во Карпош. На почетокот од средбата градоначалникот Богоев се усврна на инфраструктурата во оваа зона. Имено општина Карпош во февруари оваа година постави ново осветлување во Момин поток, електрична линија во должина од 1400 метри, нови 30 дрвени столбови на кои се поставени 40 нови светилки. Стопанствениците потенцираат дека овозможувањето на подобра инфраструктура е од особена важност, бидејќи тоа е еден од основните предуслови кои ќе ги привлече и странските инвеститори. Градоначалникот Шилегов говореше и за повеќе капитални инфраструктурни проекти кои ќе се реализираат следната година. Станува збор за спојување на улицата Љубљанска со другиот брег на реката Вардар, како и за продолжување на булеварот Словенија. На овој начин ќе се намали и сообраќајниот метеж, но и ќе се овозможи поголема поврзаност меѓу урбаното подрачје во Карпош и периферијата која има сериозен потенцијал за развој. Директорот на јавното предпријатие Водовод и канализација Душко Висковски се усврна на новата водоводна мрежа, која ќе се изведе на овој потек. Скопје ја доби втората, а општина Аеродром првата Сити-3 инсталација, која што придонесува кон ублажување на проблемите со загадувањето на воздухот во градот. Инсталацијата која што денеска се постави во населба Аеродром е донација од Триглав осигурување и представува биолошки филтер кој што го прочистува воздухот од штетни материи, како азотни и сулфурни оксиди, јаглерод диоксид и моноксид и ги отстранува тешките метали. Сити-3 представува иновативна структура од МОВ со моќ на прочистување на воздухот од штетните честички на прашина и други гасови. Како што истакна директорката на Екосвест Ана Чоловик-Лешовска, Сити-3 инсталацијата е совршена комбинација од новата технологија и прочистувачката моќ на растенијата, што ја прави самоодржлива и долготрајна вертикална градина, пријатна за очите и корисна за сите. Го неутрализира загадувањето од 417 автомобили на годишно ниво и може да се адаптира на секоја животна средина. Има прочистувачки ефект како 275 дрва и е извонреден начин за справување со климатските промени, бидејќи нуди разладување од 17 степени во радиус од 5 метри, поради природната функција на растенијата. Сити-3 е еден проект кој не е прв во Македонија, не е за прв пат тука, но е нешто што мислам дека на сите им го привлекува вниманието. Самата инсталација е state of the art Internet of Things или на некој начин патентиран производ кој ги комбинира интернет технологијата и ботаниката, односно мофта и на растенијата да го прочистуваат воздухот. Во принцип е само вертикална градина, кога ја гледате од надвор и место каде што може да седнете и да уживате, да ве разлади во лето, но внатре е опремена со
нова технологија која овозможува контролирање на системот, негово автоматско наводнување и овозможува следење на состојбите во животната средина. Ова инсталација е составена од мов и од растенија кои нудат закрила или заштита на мовта, да може да ја обавува својата функција, а тоа е филтрирање на частиците, на штетните частици, односно загадувачките частици од воздухот, најгорливите од нив частичките на прашина, но и азотните оксиди, јаглеродот моноксид, јаглерод диоксид, сулфурните оксиди. Градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин нагласи дека за решавањето на проблемот со загадувањето на воздухот оваа година ќе бидат наменети околу 300.000 евра, што е за 20 пати повеќе од досега. Долгогодишниот проблем со загадениот воздух за жал нема брзо решение, но ние како општина посветено работиме во таа насока. Така, буџетот за заштита на животна средина го зголемивме за 20 пати во споредба со минатата година и изнесува 300.000 евра. Борбата за почист воздух е моја лична заложба и еден од основните приоритети на оваа локална самоуправа. Во рамките на предвидените мерки се стремиме да поттикнеме и вакви иновативни решенија. Сити 3 билбордот ја подига јавната свест и представува своевиден потсетник дека сите треба да сме активни чинители за чиста животна средина. За него ја одбравме токму оваа локација како една од најфреквентните за моторни возила, како и за пешаци. Градот Скопје во координација со Државниот пазарен инспекторат и МВР, како и со асистенција на јавното предпријатие Улици и патишта, денеска спроведе акција за отстранување нелегални продавачи на улицата Братфордска во Козле, кај мостот Влајко во Влае и на булеварот Трета македонска бригада во Аеродром. Во рамките на оваа акција беа запленати над 10 тони стока, која по направените записници од пазарната инспекција беше однесена во Агенцијата за управување со одземен имот. Градот Скопје изрече вкупно 8 казни на нелегалните продавачи по основ прекршување на законот за јавна чистота. Како што соопшти град Скопје, оваа акција била спроведена по барање на околните жители, за да се стави крај на нехигиената и нередот што зад себе го оставаат нелегалните продавачи, како и по барање на продавачите што имаат закупено тезги на зелените пазари и уредно плаќаат за користење на тие тезги со цел заштита од нелојалната конкуренција. Нелегалните продавачи на посочените локации минатата недела беа предупредени да ги отстранат своите импровизирани тезги, бидејќи во спротивно ќе им биде одземена стоката и ќе им бидат изречени казни. Градот Скопје идната сезона ќе се залага за соработка со општините со цел регулирање на начинот на сезонската продажба на ваквата стока. Од градот информираат дека град Скопје, Државниот пазарен инспекторат и Министерството за внатрешни работи имаат еднаков пристап и кон нелегалните продавачи на Битпазар, како и на сите други локации во градот. Отстранувањето на нелегалните продавачи од повеќе локации низ градот ќе продолжи во наредниот период, во насока на воспоставување ред за пофункционален и побезбеден град, се наведува во соопштението. Општина Ѓорче Петров информира дека на барање на граѓаните периодов интензивно се работи на реконструкција на неколку детски катчиња на повеќе локации низ општината. Оттаму по случаја дека игралиштата во населбата Даме Груев, како и во Хром, подочно на улиците Воин Драшковиќ и Веле Марков, се веќе комплетно обновени. Истовремено со завршувањето на учебната година се овозможуваат реконструктивни зафати и во училиштата. Општината тоа го искористи во насока на обновување на кошевите во основното училиште Страшо Пинџур. Активностите за подобрување на условите за игра и рекреација на најмладите ќе продолжат и во текот на летниот период, додаваат од општината, со што, како што велат, ќе овозможат непречена забава на најмладите жители на Ѓорче Петров. Покрај забавата, во програмата на општина Ѓорче Петров е застапен и едукативниот дел, во кој 70 ученици од сите училишта посетуваа летен камп по англиски јазик. Наставата се одржуваше во училиштето Тихомир Милошевски. Кинотеката на Македонија е прогласена за едно од најдобрите арт кина во Европа, според блогот Spotted by Locals. На блогот се објавени водичи за 71 град креирани од локални жители кои пишуваат за нивните омилени места во градот. Основачите на блогот ги посетуваат сите градови и лично ги запознаваат локациите кои пишуваат за блогот и ги посетуваат локациите препорачани од нив.
Скопје има прекрасно арт кино во кое се чувствувате како во музеј на филмот. Кинотеката главно се фокусира на независниот филм и документарци. Речиси секој месец се одржуваат ретроспективи и филмски ревии, посветени на филмови од одредена земја. Кинотеката е посветена на презентирање на суштинската филмска уметност, стои во статијата на блогот за кинотеката, чиј автор е Бојана Трајковска. Тоа беше се за оваа емисија, а вие следете ги и понатаму викенд хрониките на Прва Скопска.